Добар ден на сите, почитувани колеги советници, почитувани останати присутни, почитувана јавност. Јас како член на Совет сум избран за председател на Комисија на статут и прописи на Советот на општина Битола. Денес е продолжението на прекинатата 26-та седница од 24-ти, четвртокот. И денес како председател на Комисија за статут и прописи констатирам отсуство на председателот на Советот, господјата Габриела Илиевска. И со тоа претходно би ги замолил службите да утврдат точен број на присутни советници во салата, дали имаме мнозинство кворум за работа. Да, има 16 советници, со тоа што исполнети се условите, Советот полноправно да одлучува и согласно член 56 од Деловникот за работа на Советот на општина Битола, продолжуваме со работа на прекинатата 26-та седница. На таа 26-та седница беше избран привремен председавач на Совет, колешката Марица Тодоровска, и би ја замолил да ја продолжи прекинатата седница. Благодарам. Добар ден, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитувани гости. По констатацијата дека имаме мнозинство, како највозрастен член на Советот, би ве замолила со гласање во својство на председавач дали можам да го водам продолжението на 26-та седница на Советот на општина Битола. Ве молам, кој е за? 16 за, против и воздржани нема. Благодарам. Почнуваме со продолжението на 26-та седница. Застанавме до точка 66. Истата е изгласана. Продолжуваме на точка 67. Истата гласи: решение за давање на согласност на одлуката за измена и дополнување на ценовникот за изведување на градежни работи на КП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола. Отворам претрес по предлогот и молам кој бара збор. Констатирам дека не бара никој збор и поминуваме на гласање по истата. Јас се иземам од гласање на оваа точка. Кој е за? 13 за, против? Воздржани? Благодарам. Констатирам дека точката 67 е усвоена. Проминуваме на точка 68 од дневниот ред. Решение за давање на согласност на одлуката за измена и дополнување на ценовникот за крпење на улици и патишта со асфалт во град Битола на КП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола. Отварам претрес по предлогот и молам кој бара збор. Констатирам дека никој не бара збор и преминуваме на гласање. Јас се иземам од гласање. Кој е за? 14 гласови за. Кој е против? Воздржан? Благодарам. Констатирам дека 68-та точка од дневниот ред е усвоена. Преминуваме на точка 69 од дневниот ред. Решение за давање на согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите на вработените во јавното предпријатие Пазари. Отварам претрес по предлогот, молам кој бара збор. Констатирам дека никој не бара збор и точката е ставам на гласање. Кој е за? Точката е усвоена едногласно. Проминуваме на точка 70 од дневниот ред. Решение за давање на согласност на одлуката за зголемување на бруто пресметковните бодови за плата на вработените во јавното предпријатие Комуналец Битола. Отварам претрес по предлогот, молам кој бара збор. Констатирам дека никој не бара збор и истата точка ја ставам на гласање. Кој е за?
Точката 70 од дневниот ред е усвоена едногласно. Преминуваме на точка 71 од дневниот ред. Решение за давање на согласност на одлуката за зголемување на бруто пресметковните бодови за плата на вработените во ЈПП и ЈЛП. Отварам претрес по предлогот. Молам кој бара збор. Констатирам дека никој не бара збор и точката е ставам на гласање. Кој е за? Точката 71 од дневниот ред е усвоена едногласно. Поминуваме на точка 72 од дневниот ред. Решение за давање на согласност на одлуката за утврдување на цени за хоризонтално обележување на надолжна и напречна сообраќајна сигнализација на ЈПП и ЈЛП. Отварам претрес по предлогот. Кој бара збор? Констатирам дека никој не бара збор и точката ја клавам на гласање. Кој е за? 14 за, воздржани 2, против нема. Констатирам дека точката е усвоена. Преминуваме на точка 73 од дневниот ред. Решение за давање на согласност на одлуката за измена и дополнување на ценовникот за поставување и одржување на вертикална сигнализација на ЈПП и ЈЛП. Отворам претрес по предлогот. Молам кој бара збор. Констатирам дека никој не бара збор и точката ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? 2. Точката 73 од дневниот ред е усвоена. Преминуваме на точка 74 од дневниот ред. Решение за давање на согласност на одлуката за измена и дополнување на ценовникот на услуги за подигање и пренесување на непрописно паркирани возила и возила кои го попречуваат безбедното движење во сообраќајот, хаварисани возила и приколки и нивно чување во ЈПП и ЈЛП. Отварам претрес по предлогот. Молам кој бара збор. Констатирам дека никој не бара збор и преминуваме на гласање по точката. Кој е за? 14 гласови за, против? Нема, воздржани? 2. Благодарам. 74-та точка е усвоена. 75-та точка од дневниот ред. Иницијатива за доделување на финансиска помош во висина од 10.000 денари по семејство на неправедно осудените во настаните на 27 април 2017 година од советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата. Отворам претрес по предлогот и молам кој бара збор. Повелете, колега. Кој беше? Повелете, колешке. Јас уште за време на координацијата имав забелешка околу оваа точка. Првен околу формулацијата, неправедно осудените. Ние овде не сме суд за да можеме да дадеме таква констатација. Праведно или неправедно осудени дават судот и сметам дека оваа точка на оваа точка не е местото овде во Совет на општина Битола, заради тоа јас ќе си земам од гласање од оваа точка. Ви благодарам. Велите, колега. Благодарам, председателке, колеги советници, медиуми, присутни. Само мала исправка, не сум председателка, сум председавач. Председавач, се извинувам. Благодарам. Оваа точка е најлицемерната точка во историјата на Советот на општина Битола. Ако се прашаме зошто, па баш од комитетот на ДПМН во Битола доаѓаат двете пратенички кои не гласаа за амнестијата, баш на овие исти осуденици од 27 април, за сега истиот тој комитет да прати иницијатива до општина Битола истите да добијат финансиска помош. Не знам дали си ја перите вашата совест,
Еве сега директно и до пратеничките ќе се обратам, но срамота е ваква точка на дневен ред во Совет на општина Битола. Ќе поддржам и колешката која говореше претходно. На оваа точка не е местото тука. Имаше точка во собранието на Македонија каде можевте да изгласате закон каде ќе бидат амнестирани истите тие луѓе. А сега е смешно и жално е да им дадеме по 10.000 денари на семејство. Па тоа е класичен подкуп. Класичен подкуп и омаловажување на тие луѓе. Срамота е ова што го правиме. Еве, дел од функционерите на ДПМНЕ кажаа дека ќе донираат покачувањето од 78%. Зошто не се соберивте во комитетите низ Македонија и сите функционери да одвоите пари, па така да ги помогнете? Па нели тие се и ваши луѓе? Нели тврдевте дека таму има и ваши луѓе? Срамота е со општински пари да го правиме ова. Ние ќе гласаме за, бидејќи веруваме дека вистински му треба помош на тие семејства. Но од вас е најлицемерно ова денес што го правите. Благодарам. Ви благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Констатирам дека никој не бара збор и преминуваме на гласање на 75-та точка од дневниот ред. Кој е за? Против? Воздржани? И еден иземен од гласање. Ви благодарам. 75-та точка од дневниот ред е усвоена. Преминуваме на 76-та точка од дневниот ред. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Даме Груев Битола за учебната 2022-2023 година. Отварам претрес по предлогот. Молам кој бара збор. Констатирам дека никој не бара збор. Процедурално, председавач, ако може овие сите заедно да ги гледаме, пошто се сите екскурзии како што гледаме за гласање после само да гласаме. Ако има некој збор, да бидат заедно да се разгледуваат точките, ако може. 76-та точка до 83-та. Добро. Благодарам. Дали сме согласни да ги разгледуваме заедно овие точки? Да. Дали имаме до 84-та, така? И 83-та до 84-та. Добро. Отварам претрес по точките. Дали некој бара збор? Точките ќе ви ги прочитам сега сите, за да поминеме на Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Даме Груев Битола за учебната 22-23. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Елпида Караманди Битола за учебната 2022-2023 година. Точка 2078, програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Свети Кирил и Методи Битола за учебната 22-23 година. Точка 79, програма екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Свети Климент Охридски Битола за учебната 2022-2023 година. Точка 80, програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Колеканински Битола за учебната 2022-2023 година. Точка 81, програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учебната на учениците од Основното училиште Стив Наумов Битола за учебната 22-2023 година. И точка 82, програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Тодор Ангелевски Битола за учебната 22-2023 година. 83-та точка, програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Трифин Пановски Битола за учебната 2022-2023 година. И таа е точка 83 од
Да, и 84. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Гоце Делчев Битола за учебната 2022-2023 година. Точките ги клавам на претрес по точките, дали имаме? Дали некој бара збор? Констатирам дека никој не бара збор и точките поединечно мораме ги ставаме на гласање. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Даме Груев Битола за учебната 2022-2023 година. Дали некој кој е за? Против? Воздржани? 20. 77 точка. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Елпида Караманди Битола за учебната 2022-2023 година. Кој е за? Против? Воздржани? Благодарам. Точката е усвоена. 78 точка. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Свети Кирил и Методи Битола за учебната 2022-2023 година. Кој е за? Против? Воздржани? 20. 79 точка. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Свети Климен Охридски Битола за учебната 2022-2023 година. Кој е за? 14. Против? Воздржани? 20. 79-та точка е усвоена. 80-та точка. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Коле Канински Битола за учебната 2022-2023 година. Кој е за? 11. Добро. Еден се иззема од гласање. 13 гласови за, против, воздржани 20. 80-та точка е усвоена. Точка 81. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Стив Наумов Битола за учебната 2022-2023 година. Кој е за? 14 за, против, воздржани 20. 82 точка. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Тодор Ангелевски Битола за учебната 2022-2023 година. Кој е за? 14 гласови за, против, воздржани 20. 82-та точка од дневниот ред е усвоена. 83-та точка. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Трифун Пановски Битола за учебната 2022-2023 година. Кој е за? 13. Еден имаме изземен од гласање и кој е против? Кој е воздржан? 20. Благодарам. 84-та точка. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Гоце Делчев Битола за учебната 2022-2023 година. Кој е за? 14 гласови за, против? Нема, воздржани 20. 84-та точка е усвоена. 85-та точка од дневниот ред. Решение за разрешување и именување на член на комисија за доделување на општински награди и признанија. Го молам известителот да прочита од одржаната седница на комисијата. Повелете. Благодарам, почитувани колеги. Комисијата за мандатни прашања, избори и именување на Советот на општина Битола одржа седница на 19.4.2023 со следниот дневен ред. Точка број 1. Решение за разрешување и именување на член во Комисијата за доделување на општински награди и признанија. Точка број 2. Решение за разрешување и именување на член во Комисијата за еднакви можности меѓу жените и мажите.
Точка број 3. Решение за разрешување и именување на член во Комисијата за безбедност. Точка број 4. Решение за разрешување и именување на член во Комисијата за заштита на животната средина. По завршувањето на дискусијата, Комисијата го предлага следниот извештај до Советот. По точка број 1, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, за член предложи од член во Комисијата за доделување на општински награди и признанија да се разреши Жанета Ангелевска, на нејзино место да биде Ленче Илиевска. По точка број 2, од Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, од Комисијата за еднакви можности предложи да се разреши Жанета Ангелевска, на нејзино место да биде Златко Лозановски. По точка број 3, од Комисијата за безбедност да се разреши Жанета Ангелевска, на нејзино место да биде Ленче Илиевска. И по точка број 4, од председател на Комисијата за животна средина да биде разрешена Анета Ѓорѓиевска, а на нејзино место и да биде член во Комисијата, на нејзино место се назначува членот на Комисијата Марта Ѓорѓиевска за председател на Комисијата за заштита на животната средина. По сите точки се гласаше едногласно со 4 гласови за. Благодарам. И благодарам, колега. Минуваме на 85-та точка од дневниот ред, решение за разрешување и именување на член на Комисија за доделување на општински награди и признанија. Отварам претрес по предлогот. Молам кој бара збор. Констатирам дека никој не бара збор и поминуваме на гласање на 85-та точка од дневниот ред. Со 16 гласови за, 85-та точка е усвоена. 86-та точка од дневниот ред, решение за разрешување и именување на член на Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените. Отварам претрес по предлогот, молам кој бара збор. Констатирам дека никој не бара збор и поминуваме на гласање. Кој е за? Со 16 гласови за, 86-та точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на 87-та точка од дневниот ред, решение за разрешување и именување на член во Комисија за безбедност. Отварам претрес по предлогот. Молам кој бара збор. Констатирам дека никој не бара збор и минуваме на гласање по оваа точка. Кој е за? Со 16 гласови за, 87-та точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на 88-та точка од дневниот ред, решение за разрешување и именување на член во Комисија за заштита на човековата средина. Отварам претрес по предлогот, молам кој бара збор. Констатирам дека никој не бара збор и минуваме на гласање по оваа точка. Кој е за? Со 16 гласови за, 88-та точка од дневниот ред е усвоена. Со тоа дневниот ред од 26-та седница е исцрпен и 26-та седница е затворена. Ви благодарам.